Користејќи ги вешто економските прилики, BYD за брзо време стана најголем светски играч во својот сектор, со пазарно учество поголемо од 50%. Заработените пари од тоа беа инвестирани во автомобилската индустрија за почеток со купување на еден маргинален домашен производител на возила. Раните модели на компанијата беа во буквална смисла на зборот најлошото нешто што можеше да се замисли, но затоа BYD беше и првиот производител во светот што лансираше плагин хибриден автомобил, исто така лош како и неговите бензински браќа, со што однапред беше осуден на неуспех. Но тоа во компанијата како добро да го знаеа и многу добро ги насочија своите ресурси кон чисто електричните возила, посебно автобусите. Како и другите кинези, брзо учеа и фокусирајќи се на тоа што и каде во моментот е најперспективно, BYD брзо стана сериозен глобален играч. Компанијата во моментов држи цврсти 36% од кинескиот пазар на електрифицирани возила, а последните примероци со класичен бензински мотор ги произведе лани. Сега вниманието им е концентрирано на Европа, каде чекор по чекор и земја по земја го градат својот имидж. Дефинитивно, во иднина треба да се смета на нив, за што доказе и моменталното производство на возила кое е поголемо од она на Nissan. Посебно ако се знае дека BYD има огромна вертикална интеграција на целокупниот синџир на производство, оперирајќи дури со рудници за литиум и со сопствени фабрики за компјутерски чипови.